Здраво, драги пријатели! Добродојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам на тема инспириран од разговор со повеќе луѓе кои што често го добивам практично и ова прашање, а тоа е колкава треба да ми биде порцијата. И ова прашање најчесто го добивам од луѓе кои што најчесто имаат цел да можеби намалат килограми, да намалат обеми и ми го поставуваат затоа што се уплашени од тоа да не внесат премногу храна и да сето тоа им предизвика можеби побавно симнување на килограми или да воопшто не им придонесе во симнување на килограми. И тоа е оправдан страв и јас го разбирам, но у секој случај повторно и ова често го повторувам и ќе го повторувам дека поправањето и вишокот на килограми никогаш не е во многу преголемата количина на внесување на храна, туку е секогаш поврзан со премалку внесување на квалитетна храна. Затоа што кога вие не внесувате доволно нутритивна вредност во вашето тело, се случува неконтролирани падови и скокови на шекерот во крвта, што резултираат со големи потреби за храна. Дали е тоа благо, дали е тоа, не знам, мене ми се случувало. Јас кога го имав проблемот со килажа е да си доаѓате дома за ручек и едноставно да изедете се од масата и да се уште можете да јадете и да е потребно време додека можеби сигналот за ситост стигне во глава и да едноставно да немате друга опција освен да се прејадете, но во секој случај порцијата, она што јас сега го советувам и што е факт дека ако вие имате добра исхрана во текот на денот, нема да имате такви дрчни напади за огромна количина на храна и на многу калории што ќе ви направат грижа на совеста. Целата идеја и она што јас секогаш го зборувам со луѓето е дека не смеете да останете да гладувате и не смеете после било каков оброк да бидете гладни, но тоа исто така и не значи дека треба да дојде глад за да имате оброк, туку треба да имате редовност на оброците, со тоа запазувајќи го нивото на шекерот во крвта, затоа што секој глад кој што ќе се јави е сигнал и аларм дека веќе доцнити. И тоа е само сигнал дека веќе нивото на шекерот во крвта е паднат, што самото по себе е губитничка стратегија. Сега, кога зборуваме за големина на порција, во принцип, ако зборуваме за главните оброци, за ручек, вечера, појадок и така натаму, треба да биде комплетен оброк, а тоа значи да има и макронутритивна вредност, протеини, јаглехидрати и масти, да има и микронутритивна вредност. И за да успеете да го запазите тоа, мој совет конкретно, затоа што знам дека прашањето секогаш се сведува на ручекот, е да имате салата, па една поголема порција, затоа што у секој случај нема тоа да ви придонесе преголем калориски внес, а ќе ви донесе голем нутритивен внес, особено зборуваме за микронутритивната вредност и за растителни влакна. И ако ме прашувате за макронутритивната вредност, секогаш може да мерите на вашата дланка тоа да ви биде изворот на протеини и вашата тупаница да биде изворот на јаглехидрати. Така да може да имате, не знам, парче месо колку вашата рака и да имате ориз, компир, шпагети, макарони, зависи што е вашиот извор на јаглехидрати во тој ручек и тоа да биде порцијата. Нормално ако се работи можеби за оброк кој што е салата и можеби граф, леќа, боранија, грашок, она што јас го правам секогаш јадам 2 порции од тие тие оброци, затоа што барем мене ми е премалку една порција од дали од граф, дали од леќа, дали од боранија и грашок и после половина час се осеќам гладен, што не мора да значи дека е случај со секого, пак е повторно разлика од тоа каков е вашиот телесен состав, колку брзо согорувате калории, колку е брз вашиот метаболизам, дали сте машко или женско, али генерално е дека советот за салата, месо или риба, колку големина на вашата рака и тупаница за извор на јаглехидрати е генерален совет што ќе ви функционира одлично. И по ова прашање за големината на порцијата имам толку да ви кажам и повторно ќе се надоврзам и ќе потенцирам дека не треба никогаш да се плашите од количината на храна, туку од вредноста што ја носи таа количина на храна. Така да, дечки, тука завршувам за денешната епизода. Фала ви за вниманието и што ја следите цела оваа содржина. Ви посакувам за денес здрави животни навики, убав ден и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!